Тркалезната маса за домувањето, предизвиците и можностите во домувањето ја организираме Хабитат Македонија и Стопанската комора и групацијата, поточно групацијата за управување со стамбен и деловен простор при Стопанска комора на Република Македонија. Целта на оваа средба денешна е да се дискутира за проблемите и за можностите за поквалитетно домување во колективните стамбени згради. Овдека се присутни луѓе кои што се релевантни чинители во оваа област и кои што можат да придонесат да се подобри квалитетот на домување во колективните стамбени згради. До сега знаеме дека законот за домување се имплементира веќе 5-та година, меѓутоа неговото комплетно заживување во животот на граѓаните, значи да стане составен дел од животот на граѓаните, малку заостанува. Се уште имаме проблеми и нови предизвици допрва и ќе се отвараат, па сакаме преку оваа тркалезна маса да проговориме за тоа и да видиме како може истите да се надминат, а се со цел да се добие квалитетно домување за жителите во колективните стамбени згради. Предизвици кои се како енергетски ефикасни згради или колективното живење, кое е многу важно за денешница. Како групација на управители за стамбени деловен простор, ние активно учествуваме во сето тоа, во креирањето на законите, во надминување на проблемите во законите и за подобрување на живењето на секој станар во денешното во РМ, во Република Македонија. Имавте многу забелешки на регулативата, се жалевте на недоречености, непрецизности. До каде стигна разговорите со надлежните органи? Неколку представки веќе се поставени до надлежните министерства. Тие се во процедура и во тек како ќе оди и се решаваат тие проблеми, така да имаме неколку проблеми веќе решени. Јас се надевам дека ќе присуствувате на нашиот состанок овде и ќе можете да дознаете повеќе за ова, затоа што се малку пообемни и повеќе за објаснување. Сега овој закон функционира од 2011 година и законов е еден од ретките закони кои директно ги тангира станарите. Значи станарите се секојдневно присутни и кај нас, и кај управителите и заедно соработуваат и со председатели на заедници. Во моментов во Македонија има регистрирани негде него точно 33 фирми управители, во постапка се уште 5, има негде ангажирано околу 3000 стамбени единици од страна на управители, а од страна на председатели на заедници негде околу 2500, што значи негде ја проаѓа на граница над 50% ангажирани управители или председатели на заедници од вкупниот број на 10.000 стамбени единици во Македонија по последниот попис, што сметам дека е вака една добра бројка за вака констатација дека сепак квалитетот на живење на станарите е во преден план и затоа што и со ова современо управување на ваков начин без основа на овој закон се повеќе и повеќе се прифаќа од станарите. Што се однесува до поплаки, сигурно дека има. Ние секој 6 месеци како регулаторна комисија за домување припремаме извештај до собранието и од таму може да се види дека имаме повеќе поплаки, негде во бројка околу 1500, што не е малку, нели? Што значи дека граѓаните го знаат патот за решавање на проблемите. Ние како регулаторна комисија за домување секогаш ги регулираме тие односи и се сноѓаме. Што значи дека незадоволните граѓани до вас треба да се обратат? Значи незадоволните граѓани се обраќаат до нас, а исто така овој закон предвидува и инспекцијска служба која е во надлежност на локалната самоуправа, каде што локалната самоуправа има поставено горе-доле сегде инспектори кои исто така имаат и текако значајно место од овој закон. Министерството за транспорт и врски секако ги поддржува сите иницијативи што и покажува наше присуство секојдневно, не само заедно со регулаторната комисија, туку директно и на терен. Единствен проблем кој за нас представува тоа е тумачењето, односно
на некој начин спроведувањето на законот, затоа што ние сме секогаш на страна на граѓаните, не на управителите, тоа морам да го кажам, затоа што едноставно управителите треба да ја вршат својата работа за која евентуално и треба да бидат платени. Од тој аспект, корекцијата на законот може да настане само во делот каде што стварно се јавуваат одредени проблеми технички на терен, неспроведливи, значи, но тоа не зависи од законот за домување како е конципиран, туку зависи од системот околу што функционира, односно, да кажеме, недоречености можеби во други закони, можеби измена на регулатива во други закони или неусогласеност, да кажеме, која се јавува со веќе усталени стари закони. Значи, ова е нов закон за овој период на постоење на овој закон, односно на снага. Јас сум задоволен од начинот на кој се спроведува, со тоа што сите тековни проблеми нормално ние сме секогаш отворени и ги решаваме заедно со евентуално луѓето кои ги, да кажеме, кои треба да ги решаваат на лице место. А тоа е секако еден најголем проблем е инспекцијата, која треба во секоја општина да постои, барем онаму каде што имаме колективно стамбено домување, да кажеме за руралните општини тоа не е да кажеме предмет, но сепак општините ќе треба малку по нагласено да овој проблем го решаваат. Имаше доста неразбирања и различни толкувања меѓу управителите и заедниците на станари околу третманот на лифтовите. Тоа е нормално. Тоа е нормално. Оно што плаќа секогаш му е многу, ово што треба да земе секогаш му е малку. Тоа е класичен пазар, на крају крајева. Управителите, кога потпишуваат договор, не случајно треба да ги превземат сите обврски, затоа што доколку граѓаниве се способни сами да одржаваат една зграда, сигурно не би ни викале управител. Тоа е од една страна, од друга страна секако дека има некои технички проблеми кои не се генерални. Значи, едноставно повторно зависи од оној подизведувач кој ги одржава лифтовите, кој не го бира зградата, туку управителот го донесе како свој подизведувач, но можеби регулативата треба на некој начин да му помогне на управителот полесно да се справува со подизведувачите, што можеби ќе упатиме на некој друг закон, можеби за облигација, можеби за собственост и така натаму. Од една страна, а од друга страна можеби нешто и да се случи, да се измени доколку се точно технички се утврди дека е недостаток на закон за домување.